годинава, односно откако почна војната во Украина, председавачите со Европската унија ги мораа да ги поместат своите агенди и приоритети. Така беше со Франција, така и сега и со председателството на Чешка во овој 6-месечен период. Така што, господине амбасадоре, освен оние главни приоритети на кои што следствено со украинската војна мораше да се преструктурира Европската унија и вашата држава како председавач, а тоа се повојната обнова на Украина, бегалската криза, потоа екипираноста за околу енергетската криза, кој што е уште еден поголем дури предизвик и хендикепет од кризата со ковидот, потоа одбранбената капацитетност на Европската унија и така натаму. Кажете ми, дали ова редефинирање на приоритетите ги намалува другите приоритети и, да речеме, на земјите кои што здушно се борат и претендираат да станат дел од европското семејство, како што е нашата земја? So I hope I understood well your question. I guess I did, because of my knowledge of your language. But yes, of course, the Russian invasion руската инвазија in Ukraine во Украина and the war и војната has changed everything. промени се. Even the priorities Дури приоритетите of EU and the priorities на ЕУ и приоритетите на Европското председателство начело со Република Чешка. Украина е навистина високо на агендата, но тоа не значи дека другите геополитички региони се запоставени. И Западниот Балкан секогаш беше на врвот на листата на чешките приоритети и останува таму. Како доказ, може да кажеме дека Република Чешка секогаш имаше голема подршка кон вашата земја на нејзиниот европски пат. Преговорите со Република Северна Македонија почна во јули за време на чешкото председателство и имавме многу активности и организирани од страна на нашето Министерство за внатрешни работи, но и нашата чешка амбасада тука. Таа иницијатива на чешката амбасада, именно преку отворени дебати, диалози на граѓаните од Бугарија и од Македонија во надминување на разликите, дека разликите не мора да бидат секогаш само каменот на сопнување. Дали е тоа зашто веќе ги знаеме политичарите од двете земји како реагираат, како се однесуваат и правите еден поинаков почеток преку граѓанскиот сектор да се дојде до квалитативна промена во односите меѓу двете држави. Нашата амбасада се концентрираше на диалогот меѓу Северна Македонија и Бугарија. Организиравме серија конференции затоа што добрососедските односи е основата за идното членство на ЕУ. Тоа важи за нас и за целиот регион. Организиравме 4 конференции тука на Северна Македонија и во Бугарија, каде што учествува повеќе невладни организации. Не сакавме да го правиме тоа на највисоко политичко ниво, затоа што политичарите имаат многу активности. Убаво бев изненаден од позитивниот пристап на двете страни. Што е позитивно? What is the positive? Позитивниот пристап значи дека за време на диалогот и неофицијалниот и официјалниот
во неофицијалниот и официјалниот дел по конференциите, ставовите на двете страни, кои ги има за време на официјалните состаноци, некогаш останува на исти, но во неофицијалните делови тие беа надминати со објаснување на ситуацијата, за да подобро се разбере ситуацијата на двете страни. Значи има волја од двете страни и навистина резултатот беше добар. Кажете ми, Димитар Николовски, вие ја прифативте поканата и на амбасадата и заедно со други невладини организации во државата и во Бугарија се обидовте да се обидете да покажете дека разликите некогаш можат да бидат и еден добар фактор за одврзување на Гордиевиот јазол. Па да, ние бевме дел од таа иницијатива и јас позитивно одговорив на поканата од страна на чешката амбасада. Не би рекол дека беа само невладини организации, туку имаше и доста професори, истражувачи на двете страни, меѓутоа вклучени беа и иницијаторите на таа една помала група на луѓе околу чешката амбасада, така, кои беа иницијатори на оваа иницијатива, да. Исто така беа вклучени луѓе од бизнис секторот, кои соработуваат со Бугарија и од двете страни на границата и кои ги споделуваат своите позитивни искуства во однос на својата работа и соработка. Така да на овие три средби се концентриравме многу на тоа и кога ќе ги ставиме на страна разликите кои ги имаме околу ветото, околу националните митологии и така натаму, можеме многу да соработуваме и да придонесеме позитивно за двете општества во однос на европските интеграции, во однос на економската соработка. Секако не можевме да ги избегнеме и тие поболни теми кои беа дискутирани на последните средби во Петричи Струмица, каде што се обидувавме да демистифицираме некои од работите кои се присутни во јавниот дискурс и во двете држави. И добро, и како обично велат дека позад камери многу попродуктивни се и поплодни разговорите, значи кога немаше јавност, како ви течеа разговорите? Дали вашите колеги од соседна Бугарија можеа да разберат дека новата реалност треба да биде прифатлива за официјална Софија, ако сака да си подадат рака и да не важат за земја кој што едноставно ги кочи процесите во кои што Македонија веќе здушно е влезена и сака да е што поскоро дел од тоа големо семејство во кое што е заедно со соседот. Па не можам прво да се согласам дека тоа е некоја нова реалност, затоа што ние постоењето на Македонија или македонската нација не е нова реалност. Нова реалност е да прифатиш дека може да имаш разлики со соседот и да ги почитуваш тие разлики. За мене ветото беше нова реалност. Тоа беше промена во таа реалноста која имавме пред ветото, тоест мислам дека постоја разлики, меѓутоа не ја кочаа соработката и не ја кочаа европската интеграција на Македонија се до тој момент. Така да ветото создаде една нова реалност и сега ние се обидуваме да го вратиме тој некој баланс кој го имавме претходно, тоест знаење дека има различни национални митологии, различни пристапи кон изучување на историјата, но не дозволување на тие да ја обременат нашата сегашност. Така да ова беше, би рекол јас, еден прв чекор на граѓанското општество, можеби не прв, но еден од неколкуте иницијални чекори на граѓанското општество да се врати тој баланс од претходно. Се надевам дека ќе продолжиме и понатаму во таа иста насока. Штета што се уште не можеме да го добиеме господинот Атанасов во разговорите што ги правевме по телефон овие денови додека се договаравме. Многу јасно и децидно кажа дека во Бугарија сепак има еден процент интелигенција кој што одбива да ги прифати тие политички стеги што ги наметнува официјалната политика и дека не се плашат да се одважат да размислуваат поинаку. Ако во текот на разговорот го добиеме и можеме тонски да се поврземе, многу ќе биде убаво да го слушнеме неговиот став и размислување. Господине амбасадоре,
кои добри практики ние можеме да ги прифатиме од времето кога вашата држава се соочувала со проблеми, па да ви речеме со Германија, кога била кандидат за да влезе во европското семејство. Што е тоа што ние можеме да научиме од такви едни разлики? What can you learn from the best practices of your country? Okay. I understand. Okay. We have had, like I say, 4 conferences, and in one of them, actually it was in Petric, we have invited our expert on Czech-German declaration. He is currently our ambassador to Vienna, but he was really a father of the Czech-German declaration. And there were some issues which have been to solve those days. And the Czech-German declaration gave a nice solution to those problems within the 2 nations. And we have to say now our relations are very good neighborly relations on all levels, political level, people-to-people level, and business and investment as well. So there was a very fruitful discussion, and even though it's not exactly the same case, you can take some few hints here and there, and you can use it in your neighbor relations with your neighbor. Кога ги организиравме конференциите, организиравме 4 конференции, една од нив беше во Петрич. За време на тие конференции имавме повикано и наш стручњак од Република Чешка, кој што сега работи во Виена, но е стручњак токму за чешко-германските односи. Токму беше дел од чешко-германската декларација со која си ги подобривме нашите односи. Нормално дека ситуацијата не е на исто ниво, но се работи за нешто што нас доста ни помогна во нашиот европски пат и што може да го понудиме како искуство. Ситуацијата нормално дека не е идентична, меѓутоа волјата да се влезе во очевличињата на другиот е волја која што може да направи прогрес или не. Во тој контекст ми беше моето прашање да ја видиме споредбата со добрите практики што се применливи за наши услови. Wanted to make a comparison how it is to walk in somebody else's shoes, how easy it is to walk in somebody else's shoes. This is what I wanted to ask you to share. Which are the best practices when you have to live somebody else's life, walks in somebody else's shoes. Somebody else in which sense? Во која смисла во другите чевличиња? Па во таа смисла, ако се има добра волја, тогаш каков и да е проблем, постои можност да се надмине. Ако на самиот старт ја немаме таа добра волја, тогаш какво решение да се понуди од другата страна за нас ќе биде ирелевантно. When you have goodwill, it is easy afterwards to resolve problems. But if you don't have goodwill in the start, in the beginning, then everything else becomes a problem. Well, goodwill is a natural base. So we can't do that. You should have a goodwill because it's in the interest of all sides. Добрата волја мора да постои таа во интерес на сите страни. And like I say, you should, because goodwill between neighbors is a base for cooperation. That's why we have organized these conferences, because by dialogue you can learn the other side's position, the reasoning, and then you can explain your positions and your reasoning. You can build a bridge, and you can overcome the gaps, and then you can really become a good neighbor. So the dialogue is very important. Тоа беше основата зашто ги организиравме нашите конференции. Добрата волја е природна основа за да се почне било каква соработка. Со добрата волја се градат мостови и може да се надминат било каквите недоразбирања. Димитар, каква е перцепцијата со младата генерација? Дали таа е попогодна или поподготвена за
за разбирање или само го поддржува тврдиот став на земјата од кај што доаѓаат за соседната наша држава? Па добро, за да тврдам треба да имам некои конкретни истражувања кои ги немам, значи тие податоци, така да можам некој анекдотално да извлечам заклучоци дека постои подготвеност кај младите луѓе и на двете страни од границата за изнаоѓање решение за надминување на разликите и дури ставење на страна на тие некои разлики без желба да се доминира над другиот. Мислам дека и тоа е една од основните проблеми во односите помеѓу двете држави, тоа е желбата да се наметне една вистина над другата страна. Мислам дека дека постои таква волја на двете страни. Ние како Евротинк организиравме една средба минатата недела каде се сретнаа повеќе луѓе кои имаат учествувано, повеќе од Македонија, кои имаат учествувано на Еразмуси, на студентски размени, на некои прекогранични проекти на невладиниот сектор, кои што ги споделува своите позитивни искуства, каде што се гледа дека толку големи разлики не постојат помеѓу двете општества и дека постои добра волја и постои многу простор за подобрување. И би сакале и да продолжиме и ние во таа насока со своите активности. Што е тоа што младата генерација интересира? Подобри можности за образование, подобри можности за работа, за валоризација на трудот. Тука и нема разлика во тој дел. И културна размена секако тука многу битна. We have had with our colleagues and me personally with my colleagues ambassadors of Sweden and Spain, the forthcoming presidencies, several meetings. We have informed about the activities because what we do now, we would like to be not an isolated act, but something which will go on. And if Swedish and Spanish presidencies would like, it's up to them, so they might go on. Also, we will raise the issue on European level, and we are organizing some bigger conferences. We hope to organize a bigger project in this end, so we would like to be a procedure which goes on, not an isolated act during the Czech presidency. Следното председателство и припаѓа на Шведска, потоа ќе наследи Шпанија, а секако дека јас сум во комуникација со колегите амбасадори и од Шведска и од Шпанија и ги известуваме сите активности што ги спроведуваме. Именно активностите кои веќе ги споменавме, не сакаме да бидат изолиран настан, ние сакаме тие да продолжат. Секако дека зависи од волјата на Шведска и Шпанија дали би сакале да се надоврзат на тоа што ние го започнавме. Планираме да организираме и конференција на европско ниво, да повишиме активноста и на европско ниво и секако дека се надевам дека тоа ќе биде убав, дека ќе се најде на слух да се продолжат со активностите кои веќе ги започнавме. Која е перцепцијата во последниот период, зошто граѓаните кај нас се помалку или се повеќе се евроскептици од тоа што во јавноста и се случува во последниот период, особено откако надежите со францускиот предлог што беа некако ги ставија во една ситуација на една фрустрација од тоа што досега е сработено и излегува дека не секогаш тоа што ќе го сработиме и на кој што ќе не потапшаат по рамо и дека е успешно, ќе ни вроди, ќе ни го прочисти, исчисти патот до таму кај што сме тргнале. Ама како прво мислам дека тоа е една грешка во пристапот на представниците на Европската Унија кон нас, дека кажуваат се зависи од вас и од вашиот перформанс. Меѓутоа секако не е. Зависи се од нас? Секако дека не. Зависи многу ако прво го погледнеме и француското вето, кој беше можеби првиот ладен туш. Господин амбасадоре, зависи се од нас? First of all, everybody should do his homework. And then, according to merits, you can go on. Situation is always not that clear, sometimes more complicated, but this is the base. To do the homework and do the best possible.
Секако дека секој треба да си го заврши својот дел од работата, потоа да се оди согласно заслугите. Ситуацијата секогаш не е најјасна, некогаш работите се посложени, но секако секој треба да се заврши својата домашна задача за да може да се продолжи. Затоа што вие не можете да отстраните перцепцијата на граѓаните во државата во Македонија дека Европската унија понекогаш знае за едните да е мајка, за другите маќа. You cannot remove this perception of the citizens of our country that the European Union is, as we say to somebody, she's a mother, and to the others is a stepmother. She's not the same to everybody. Look, I know that your country has been waiting very long since the candidate status till the opening of negotiations. It's been 17 years, the longest period ever. And sometimes it was, according to circumstances, maybe not each time the more just approach. But and each time is different. Our country entered in 2004. It was different than some other countries had it easier, we can say as well. But the real goodwill should be on both sides. And I, as a EU citizen and a representative of Czech Republic and Czech presidency these days, I'm really convinced that it's the best of interest of all of us to work for EU and to work together. Видите, знам дека од почетокот на кандидатскиот статус до започнувањето на преговорите помина навистина долг период од 17 години за вашата земја. Точно е дека околностите не беа секогаш исти. На некои земји тоа им беше полесно. Нашата земја стана членка на Европската унија од 2004 година, но како граѓанин на Европската унија, како представник на Република Чешка и на чешкото претседателство, морам да истакнам дека треба да постои добра волја од сите страни за да сите работиме за доброто на Европската унија. Господин Николовски, некако тешко иде на нашите сограѓани да им се објасни дека трпение е спасение. Па добро, тешко иде затоа што тоа предолго трае и има чувство кај македонските граѓани дека се направени големи жртви. Особено по прифаќањето на францускиот предлог е останате тој некој чувство, горко чувство во устата, би рекол. Меѓутоа мораме да признаеме тука дека има една грешка и кај нашите политички елити во комуникацијата, тоа дека ние реформите ги правиме заради Европската унија, заради да бидеме убаво оценети од страна на Европската унија. Мораме да сфатиме и да се сетиме дека реформи правиме заради нас и за да ние да живееме во подобро општество пред се, па потоа ќе дојде валоризацијата и преку членството во Европската унија. Веројатно не сме многу поразлични од сите тие други земји кои што го трчаа овој маратон до Европа. Во однос на пристапот кон реформи не би рекол дека сме многу различни од другите држави, меѓутоа еве не смееме да сметаме дека сме изолирани од општите политички случувања во Европа или во светот како што е моментално и сега и тука. Добро, како гледате на тоа што се уште има кај нас разногласие по тоа каков став да се заземе околу отварањето на уставот? Опозиционата ВМРО, ДПМНЕ и Левица се категорични против тоа и веројатно тие тврдат дека нема сила која што ќе ги натера да го сторат тој чекор. Колку навистина трудно ќе биде и со дипломатски напори да се направи тоа, ако знаеме дека условот за понатаму за нашиот ангажман и преговорите е сега отварањето на уставот. How do you see the situation with the opening of the constitution, since the opposition party ВМРО, ДПМН and Levica are categorically against? How do you consider, even with the most diplomatic efforts, which is part of our European Union way, how do you see this situation? Look, the change of constitution is a precondition for an official start of negotiations. This situation the country has to deal with, and now more than ever the dialogue is needed. Dialogue between political parties,
dialogue between government coalition and opposition, and dialogue with the people. So the politician should be more of a statesman than representatives of its own party. So countries should be first on their agenda. And as I know the political situation here, I know political leaders, I'm pretty sure your country can do. Отварањето на уставот е еден од предусловите за официјалното почнување на преговорите. Секако дека во овој момент најбитен е диалогот како меѓу политичарите, така и со граѓаните, и сметам дека сите политичари би требале да бидат не само представници на своите политички партии, туку првично треба да бидат државници. Добро, но затоа и обкрупнувањето на парламентарното мнозинство и на владиното мнозинство е во таа функција, веројатно дека многу тешко и баш онака трудно ќе иде убедувањето или преговарањето од двете страни, опозицијата и власта, да дојдат до тоа решение. I guess this is why the enlargement of the parliamentary majority, this function, because I guess it's going to be very difficult to persuade the other side of how important this is. I know it's not going to be an easy task, but like I say, dialogue, it's an important tool, and the country's interest should come first for all politicians. So dialogue is needed, and I hope that the statesmanship in all politicians here in Macedonia will prevail. Секако се знам дека е тоа многу тешко, но сепак настојувам на тоа дека диалогот е многу потребен и повторно се знам дека ќе превладува државноста во сите политичари во интересот на оваа земја. Димитар, на тие средби што ги имавте со вашите колеги, со граѓаните од соседна Бугарија, кои искуства и им беа битни да ги споделат, односно вие да ги споделите со нив? Затоа што и ние сме, да се разбереме, балканска земја, имаме и проблеми идентични со корупцијата, имаме проблеми идентични со тоа како се справуваме со кризата, и економска и енергетска криза. Па мислам дека беше многу важно да се каже дека постојат политичари од двете страни на кои не име во интерес да се подобрат односите помеѓу двете држави. Дури би рекол дека има и коалиција помеѓу тие политичари, не само политичари, туку и некои активисти кои не се дел од политички партии. Со отварањето на овие клубовите, со именувањето на со проблематични личности, мислам дека сето тоа е дел од еден договор помеѓу двете страни и повторно тоа мора да се поврзе и со корупцијата и со економски интереси на двете страни, за да нема подобрување на пријателството помеѓу двете држави. Понатаму би рекол, мене ми е многу жал што господин Атанасов не можеше да се вклучи, меѓутоа на тие средби видовме дека навистина постои некоја критична маса на луѓе кои што имаат позитивен пристап кон Македонија и кон решавање на проблемот. За жал би рекол дека немаат моќта во своите раце и тоа е еден од проблемите на граѓанското општество. Ако зависеше толку многу од граѓанското општество, мислам дека многу полесно ќе одеа овие процеси, меѓутоа сепак тоа не значи дека ние не треба да продолжиме да се обидуваме и да туркаме и да пробуваме да влијаеме на политиките и во двете држави, и кога можеме да им помогнеме на нашите пријатели од другата страна на границата, да им помогнеме. Тие се дури и свесни како тоа политичкиот добар дел од граѓаните на Бугарија, барем од она што го разменив со Атанасов, дека политичкиот популизам, за жал, се уште многу подобро се продава од разумот, и дека тие се соочени со тој проблем и настрана овие проблеми што ги имаме меѓу соседни сега, што Бугарија ги има со нас, меѓутоа и во нивното секојдневно живење и обкружување многу им е тешко да се едноставно да се одбрнат од тој популизам, затоа што иж не е национализам, а тој пак национализам се чува во политичките силоси и се повампирува така како им треба, за да се забошоти, ако
тоа што не им одговара, односно што не функционира во политичкото милје кај нив. Па да, тука и постои можеби една наша грешка или нашите и политичари и медиуми, тоа што ја билдаме популарноста на таквите политичари во Бугарија. Ние историски гледано Божидар Димитров е многу попозната личност во Македонија отколку што е Димитар Атанасов или Стефан Дечев или некои други интелектуалци кои што имаат позитивен став во Македонија. Или така е. Така да мислам дека тука треба и ние да имаме еден поинаков пристап кон работите, а тоа е да пробаме да, како што реков, да дадеме поддршка и популарност на оние кои имаат позитивен став од другата страна на границата. Ваша екселенцијо, нужно ли е сепак на крајот од денот да си подадат двете страни рака и да се согласат, дека може и да не се согласат, ама тоа да не биде и понатаму еден камен на сопнување, затоа што и да бидеме искрени, нашата држава во времето кога Бугарија требаше да добие членство во Европската унија, со ниту еден гест не направи проблем за да и го сгорчи влезот во Европа. Your Excellency, do you think that at the end of the day, the two states, the two countries should shake hands and say, even though to agree, not to agree, and this not to be a problem in the further European accession, because if we historically seen, our country did not make a single issue to Bulgaria when it was supposed to become a part of the European family. Well. Mutual understanding is very important, and not necessarily when two parties have a dialogue, not necessarily they should have agreed on everything. They are very good partnerships in Europe between countries, let's say Germany, France, Germany, Poland. There are some areas they have different opinions, but they agree that they don't agree on these issues, and they go on. So the general agreement is important, and I hope it can be and will be reached. And in certain areas, you can keep your different positions, and you can agree that this is a kind of areas which you agree, you don't agree, and you move on. Секако дека заедничкото разбирање е многу битно. Нормално дека и во Европската унија постојат земји како што е Германија и Полска, Германија и Франција кои што не се согласуваат буквално во сите области, постојат ставови кои што се различни, но секако дека може да се секогаш може да се дојде до едно заедничко разбирање во кое ќе се има некои области во кои ќе се согласите да не се согласите. Знаете што македонските граѓани од пуста желба да сме дел од тоа семејство, некако и со розови очила гледаат на унијата. Од вашите искуства, зборам како држава во Европската унија, дали е созреан моментот унијата да препознае дека е потребно внатрешно преструктурирање? Since our citizens wait a long time to become a part of the European Union, they see it with, as we say, pink glasses. They don't see the complete real situation. Can you, what are your experiences from your part? Уште еднаш прашањето? Значи, внатрешно преструктурирање и зголемување на капацитетноста. Does the European Union need to restructure and enlarge its capacities from your perspective? Well, there has been an ongoing debate on that, whether to go larger or deeper, broader first, deeper first, it's a kind of ongoing discussion. And I think it's not contradictory. There will be some kind of restructurization, and on the same way, our candidate countries will move forward and closer.
Секако дека ова е процес за кој веќе долго се разговара, дали треба да биде пошироко или подлабоко, дали прво да се почне со проширување или со продлабочување, но сметам дека секако дека е потребно да се најде начин како земјите кандидати да го продолжат својот пат понатаму. Димитар, знам дека во тие проекти што ги имате вие, едниот беше, ова е само еден дел од проектите со чешката амбасада, меѓутоа на таа истата тема евроинтеграција, каде сме ние, како ќе почнат процесите на преговори, што е битно да се знае за нив. Вие имате и поддршка од канадската канцеларија и веќе знам дека подготовките више финишираат и треба да ги обелодените, односно средбите да се случат. Ајде околу тоа малку раскажете ми. Да, значи ние имаме еден проект кој е поддржан од канадската амбасада во Белград, која покрива и Македонија и Црна Гора. И тоа е дел од една од нашите програми кои се однесуваат на регионалната соработка. Ние во минатото имаме работено и на активности и проекти кои се однесувале на односите со Грција и имплементација на договорот со Грција. Сега овие активности се однесуваат на односите со Бугарија, имплементација на договорот за добрососедство со Бугарија, како и овие процеси на отворање на преговорите со Европската Унија. Како што претходно напоменав, минатата недела имавме така еден почетен настан, би го рекол, на проектот, каде што повеќе се концентриравме на позитивното. Значи беше еден настан во позитивен дух, каде што се зборуваше за соработката во склад на европските програми, за младинските размени, за Еразмусот. Имавме и една гостинка од Бугарија, од бизнис инкубаторот, од Гоце Делчев, кои што имаат огромно искуство во меѓугранични соработки со Македонија. Следни активности ни се да организираме 2 онлайн средби со студенти од двете држави, каде што ќе дискутираат за проблемите за дезинформациите, за иднината на Европа, значи некои теми кои ги засегаат младите и од двете страни на границата, и каде што повторно акцентот ќе биде ставен на тоа разбирање и на тоа што ни е заедничко. Понатаму ќе издадеме неколку текстови кои што ќе имаат критички осврт во однос на имплементацијата на договорот за добрососедство и за тоа како оди целиот овој процес. И би завршиле со една поголема конференција во текот на февруари, каде што ќе поканиме повеќе гости од Бугарија и повторно ќе пробуваме да ги продолжиме позитивните искуства кои ги имаме од претходно и да направиме некој јавен притисок за подобрување на односите помеѓу двете држави. Оти има една бројка така посериозна наши деца млади кои што студираат во Бугарија и нив не им е седно што тоа се случува и каква е перцепцијата на јавноста бугарска кон студентите наши што се во Бугарија, им е битно да се решава, да не стане овој проблем една голема само жабокречина и некој што ќе нема крај. Да, имавме споделено некои такви искуства со нас, каде што за жал студенти рекле дека малку се имала влошена состојбата од како се влошили и односите помеѓу двете држави, меѓутоа генерално сепак би рекол дека Како мислат влошена, што им се случи? Дека не дека имале некои посебни притисоци или нешто така, меѓутоа во некои меѓучовечки односи секогаш излегувала таа тема и не било тоа најпријатно, би рекол. Меѓутоа, генерално земено, мислам дека македонските студенти во Бугарија се и тоа како добро прифатени и мислам дека токму тие луѓе се основата за развивање или за враќање на тој што реков баланс помеѓу двете држави.